10 месеци поред цените на храната на глобалните пазари продолжуваат да се зголемуваат и најголем раст има кај млечните производи, месото и растителните масла, соопшти Организацијата за храна и земјоделство на Обединети нации. Индексот на цените на храната ФАО, кој го следи со месечните промени во квотите на 5 основни прехранбени производи: растителни масла, млечни производи, месо, житарици и шеќер, во просек изнесуваше 118,5 поени во март, што е за 2,1% повеќе од февруари и највисоко ниво од јуни 2014 година, според извештајот објавен на официјалната страница на оваа агенција на Обединети нации. Климатските промени влијаат во намалување на преносите, а тоа секако делува и врз големувањето на цените. Потребно е штедење и рационално користење на водата во земјоделството, за да не дојде до недостиг на овој најважен ресурс. Ние ден денес ги гледаме посетни плодови, тоа фармерите си го дискутираат помеѓу себе, може готини на плодовите, појава на нови болести, појава на складишни штетници, она што рековме, фазите на развој ќе се скратат, тоа ќе влијае и на технолошката вредност, на квалитетот на нутритивната вредност на самиот производ и така натаму и така натаму. И ако заклучивме дека водата е најлимитираниот фактор, дали ќе се јави конфликт на вода, ќе постои сигурно и како ќе се решава, да речеме, овој проблем, дали ќе има потреба во големи количини на вода и дали може да се обезбедат. Може да се обезбедат ако правилно се менаџира со водата во земјоделското производство, зашто генералната слика е дека во светот околу 70 до 80% од водата, она сладка вода што се користи во секторот земјоделство. Значи, ако тука можеме да рационализираме, да правилно менаџираме, може да заштедиме вода која што ќе ја пренамениме во другите сектори. Инаку според ФАО најголем пораст на цената од 3,9% на месечно ниво е забележан кај млечните производи во март. Зголемени се и цените на млекото во прав како резултат на зголемената побарувачка за увоз во Азија, особено во Кина, падот на земјоделството во Океанија и недостигот на достапни контејнери за испорака во Европа и Северна Америка. Во март цените на месото забележаа пораста за 2,3% во споредба со февруари, предводени од зголемените квоти на живина и свинско месо поради зголемениот кинески увоз и продажбата на пазарот во Европа пред великденските празници.